Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Горан Мисовски, еве явно да ви кажем дека јас го почитувам и го сакам Киро Глигоров како председател на независна Република Македонија. Како што ги почитувам и починатиот Борис Трајковски и сега Георги Иванов. Тоа се председатели. Тоа е факт дека кога беше Киро Глигоров не се испука ниту еден куршум во Македонија. Но едно заборавате, колеги. Има и друг човек кој е заслужен за таа независност и кој го даде животот во Македонија. Господинот Киро Глигоров, кој требаше да отиде во Белград на средба со Петар Грачанин, не отиде, туку се нафати господинот Јордан Мијалков. Не јаве, така е. Да се сретне со господинот Зоран Соколовиќ, министер за внатрешни работи, за да ги утврди границите за независна и суверена Македонија. Но тоа што се случи? Се случи од Прешево до Врање, место кој одговара за атентат, да се изврши атентатот на господинот Јордан Мијалков. Исто клише како познатиот пејач Тоше Провиски. Колата, шоферот, удара позади, колата паѓа и што ли не. Класичен атентат на тајната служба на КОС. И потоа, зошто го направија тоа? Еве да се погледне на овде сите. Ако не беше тој, половина од нас не бевме меѓу живите. Тој беше што ги зеде сите списоци од резервниот состав. Така ли е, колеги? Кој изврши таа акција? Кој имаше сила и храброст да ја направи таа? И затоа другарите се го осветија на тој начин. Кога кажувате за Киро Глигоров, зошто не го расчистивте атентатот? Зошто, да ве подсетам, зошто германскиот министер за надворешни работи Клаус Кинкел, тоа не го знаете, сега ќе ве подсетам малку. Дојде и му рече на Киро Глигоров: доста престанете со тој шверц со нафта што го правите за Република Србија. Потоа тој истиот замина во Бугарија, каде ја критикуваше Надежда Михајлова. Благодарам. Открите го атентатот на господинот Киро Глигоров.